Не размислуваме. Навистина при вакви сериозни парламентарни процеси не размислуваме. Секако имаме одредени, јас вчера дадов коментар на еден новинар од нашите медиуми. Ако некој министер не доаѓа во владата, логично е дека треба владата да седне да размисли тоа да се промени. Тоа е редот на работите. Секако разговараме со коалиционите партнери кои споделиле одговорност со нас и во делот на другите ресори. Ако се случат такви потреби, да. Ако некаде немаме ефекти, знаеме како. Зборува со министрите. На реализацијата на капиталните инвестиции има два чекори. Првиот чекор е да ги одземеме парите и да ги насочиме на друго место. Со ребалансот тоа го направивме. Сите овие пари ги насочивме на општините, барем да го дигнеме капацитетот на локалната самоуправа. Вториот чекор е политичката одговорност. Нема друго што. Јас разбирам. Службите има страв од подпишување, има нерешени имотно-правни односи, има проекти кои што не се дозавршени. Сето тоа ми е јасно, имам разбирање, но ниту јас, ниту граѓаните ќе имат разбирање за нас ако не ги реализираме програмите, буџетот, посебно капиталниот развој на Република Македонија, затоа што сите сме времено овде. Мора да носиме одговорност, а таа одговорност ќе биде толерирана од страна на граѓаните само ако дефинира успешност. Така да транспарентно работиме од делот на сите поставки. Реконструкција нема, меѓутоа Ќе мораме да заминеме заради тоа што ова реконструкција нема, но смена на министри ќе има. веројатно да. Веројатно. Уште едно последно прашање. Во вчерашниот собир пред суд се бараше од Иванов да се